Медитеранската исхрана се смета за една од најздравите на светот, благодарение на нејзините антиинфламаторни својства. Богата е со овошје, зеленчук, интегрални житарки, мешунки, риба и маслиново масло, кои го намалуваат ризикот од хронични заболувања како срцеви болести, дијабетес и рак. Особено се препорачуваат црешите и бобинките поради изобилството на антиоксиданси, како и темнозелениот зеленчук и мешунките, кои значително ги намалуваат воспалителните маркери. Други важни намирници се екстра девственото маслиново масло, кој има ефект сличен на ибупрофен, и ферментираната храна, како јогурт, кефир и кисела зелка, кои ја подобруваат цревната флора и го намалуваат воспалението. Сосот од домати е богат со ликопен, особено кога се готви со маслиново масло и лук, а рибата богата со омега-3 масни киселини, како лососот и сардините, дополнително го штити телото од воспалителни процеси. Истовремено, се препорачува избегнување на пржена храна, бел леб, рафинирани аглехидрати, додадени шеќери и преработено месо, кои го поттикнуваат воспалението. Експертите потсетуваат дека храната има моќ не само да не засити, туку и да не излекува. Правилниот избор може да значи подолг и поздрав живот. Мирисот на тивко крчкана лутеница од домати, пиперки и лутици неодоливо потсетува на есенските денови и детството. Овој традиционален рецепт нуди едноставна, но богата верзија без додатоци, само свежи состојки, трпение и љубов. За подготовка ви требаат 2 кг домати, 3 кг пиперки, 200 г лути пиперчиња, 6 чешниња лук, 200 мл масло, 100 г сол, 50 г шеќер, 50 мл оцет, 1 лажица сушен макдонос и, по желба, 5 г конзерванс. Прво, доматите се мелат и се готват околу час додека не згуснат. Потоа се додаваат сомелените пиперки, лутите и лукот. Сето тоа полека крчка уште 2 часа додека не се добие густа и ароматична смеса. За подлабок вкус, дел од пиперките може претходно да се запечат во рерна. На крај се додава макдоносот и, ако сакате, конзервансот. Стерилизацијата е клучна, теглите и капаците се загреваат, па врелата лутеница се сипува, затвора и повторно се загрева во рерна. По постепено ладење се складира на темно и суво место. Оваа лутеница не само што трае цела зима, туку и добива уште подобар вкус со време, идеално со леб, јајца или скара.